Добре дојде за Џунар Исмаил, поранешен министер за култура. И по таа функција, всушност, испративте писмо едно до Орхан Памук. Поводот е доделување на наградата Табернакул на Орхан Памук и на Ерофеев, Виктор Ерофеев. И вие напишавте порака која испративте всушност на официјалниот профил на Орхан Памук. Почитуван Орхан Памук, како што слушаме денеска во Скопје, Македонија, од рацете на овдешниот сакате Орбан, сакате Лукашенко, значи налик на нив, че примате нешто како награда. Слични се состојбите на Македонија, со Белорусија, со Унгарија и најмногу со Северна Кореја. Не ви го пишувам ова како турчин, рековте, туку како некој кој ги живее тегобностите од оваа диктатура. Го прочитали, господинот Памук, вашето писмо? Не знам. Тој имаше прилика да прочита и други работи пред ова да му го напишам денес. Да, ова не е ваше прво писмо, всушност. Да, јас сум еден од подписниците на писмото кое што уште во ноември му го испративме како отворено писмо на Орхан Памук. Всушност е објавено во турските медиуми, во еден весник. Левичарски, се разбира. Ајданлык се вика весникот, од 15 ноември, каде што јас, неговиот преведувач тука Ѓулнихал Исмаил, еден од преведувачите, Марин Бабич, Мимоза Ристова и уште 20 луѓе. Марин Бабич е иницијатор. Да, таа е еден од иницијаторите, се разбира. Го предупредивме дека е изложен на манипулација, всушност, и дека ќе ја прими таа награда која што е целата посветена, односно направена во овој контекст поготово, да биде некаков украс, некаков орнамент на владењето на овие луѓе кои што за култура потрошија милиарди и кои што во име на некаква култура фактички им ја украдоа еднината на вас, на нашите деца, на сите. То допрва ќе се види, се разбира. Орхан Памук тоа го знаеше, а факт дека го знаеше е следниот. Се разбира, като тој знае каде доаѓа, во која земја? Тој сигурно дека знае, бидејќи сам вчера кажа дека ова е многу блиска земја за него, дека тој еве кај да се завртел и така натаму. Со неколку така накитени фрази, не изрази стандардни и малце полупразни комплименти, дека еве ние сме блиски, но дека знаеше, се утврдува на еден многу прост начин. Тој е Нобеловец. Има негова официјална веб страница која што дневно се ажурира. На официјалната веб страница, која што дневно се ажурира, нагласувам, има рубрика награди, има рубрика почесни докторати, има рубрика што се во животот добил како признание. Наградата Табернакул не постои тамо. Нема такво нешто. А во рубриката Вести не постои вест дека тој добил некаква награда или дека ја примил, тоа заклучно од пред 2-3 часа, додека ова го снимам. Тогаш зошто воопшто ја примил наградата? Циничните коментари велат за 5000 евра, што ќе се случеше со 50.000 евра? Јас сега не би лицитирал со сумата колкава е всушност. Може би чекот изнесува на 5000, ама не велам дека е единствениот, не знам. И јас не би ја лицитирал сумата и не би ги лицитирал сите причини, искриени и отворени, заради што Орхан Памук дојде тука вчера и ни каже дека во Турција баш и не било лесно да си писател, а новинар особено, и така натаму. Што ќе се случеше еден Орхан Памук да беше тука новинар, например, или може би писател, се разуме? Не можам да предпоставам што ќе се случеше, ама Орхан Памук, бидејќи слета вчера првпат во Македонија, тукашните домаќини требало, ако се нели такви како што треба да бидат достојни на такви амбиции како што со светот да комуницират, требало да го известат дека токму кога тој ја држеше пресконференцијата заедно со Ерофеев, во собранието се усвои законот за медиуми, кој што е, нели, можеби локален субтилитет, ама воопшто не е локален субтилитет, бидејќи тој дополнително ја загрозува слободата во оваа земја, не ја загрозува, туку ја дозакопува. И од галеријата протестираат новинарите. новинарите. Тие новинари тамо,
за мене не се воопшто помалку важни од еден Орхан Памук, кој што со сласт сум го читал, некои книги дури по 2 пати. Имав така, например, се викам црвено, го читав и турскиот оригинал, и македонскиот превод, и српскиот превод. Што значи изјавата на Ерофеев? Скопје изгледа во налик на гробница во позитивна смисла. Ерофеев е една исто така чудна фигура. Инаку дисидент кој настапува на телевизија. Видете, има своја емисија, како тоа дисидентите имаат своји емисии. Како тоа се случи? Ако бидам културен, нели, да го држам нивото на телевизија, станува збор сепак за некаква писателска мимикрија. Ерофеев е една чудна фигура кој ќе му исчитате биографијата, знаете, че и син е тој. Тој е син на руски дипломат, всушност на човекот кој што бил Сталиновиот преведувач од француски, потоа бил амбасадор во Франција, потоа бил заменик на Вјачеслав Молотов, па бил амбасадор пак во Виена и всушност повлечен од Виена после испади на неговиот син 60-тите години, кога тој нели како размазано дете на богати и угледни родители, помислил дека добро да биде и дисидент. И неговото дисидентство трае до денеска. Јас се разбира, ништо не сум читал од него, освен тоа што го прочитав по медиумите, што го изјавил вчера. Односно го слушнав во превод во локален превод на преведувачка, која што беше така маце како збунета ме звучеше, но предпоставам дека е верно преведено тоа што го рече. Еве да му го додадеме епитетот дека бил ироничен, ама нема поголема иронија од тоа да имате собствена емисија на официјалниот државен канал и да учествувате фактички во легитимирањето на нешто што тој во Русија го нарекува дисидентство. Но, знаете што, нека си биде тој дисидент во Русија. Нека си биде Орхан Памук таму каде што е. Јас живеам во Македонија. И јас за слободата не можам апстрактно да дискутирам. Ако сакам да дискутирам апстрактно, ќе се пријавам на симпозиум на филозофи. Но сега тој живот го чувствувам секој ден, секоја минута, секој час. Човечкиот живот е краток на крајот на криштата. И ако сега тој што ми ја загрозува слободата бидува легитимиран на овој начин преку еден Нобеловец, важен писател несомнено, тоа ме разбеснува и затоа тоа вчера го напишав, односно го допишав тоа што го потпишав пред месеци нешто. Да. Синоќа додека беше доделувана наградата од страна на високи државни функционери, тука беше премиерот, министерката за култура. Зошто секогаш политичари се во првите редови, односно тие се покровители, тие ги даваат наградите? Зошто тоа не се случува, например, во другите земји? Зошто една Нобелова награда ни дава, например, премиер или на Кан, зошто министерот за култура не дава награди? А тоа беше случај во времето на Жак Ланг? Да, фигури, но тие времења се завршени. Па нашиот или Берлин, Венеција. Председателов на владата или еве по Букеровата награда. Луксузно наречен премиер е, како што знаете, веројатно советуван од луѓе да се покажува како мераклија да излегува на телевизија и да сече ленти, тура лопати, на се и се што. Дури е предмет на симпатични вицеви на негова сметка, затоа немој случајно да го отвораш фрижидерот без да го викнеш премиерот, нели да ти приреди на отварање. Предпоставам дека тоа му е причината. Второ, тие се разбира мора да го заживеат, да го допромовираат она златно чудо покрај Вардар, кое што иначе како зачаток, како идеја да бидеме љубители на вистината е од времето на СДСМ. Значи, тоа чудо е почнато како идеја и како после надоградувано со злато, проширено и 24/7 доведено во оваа ситуација каква што е. И сега тоа златно чудо велелепно со нивните прикрпени тоалети, како вика Лина Унковска, сакат да го одбележат на некаков начин. Тие го создадоа новиот свет.
новиот поредок, новиот народ, ти е се ново, брат, новата историја. Не. И синоќа се случи инцидент, Саша Ивановски или попознат како Саша Тоа утринава Политико. прочитав, да? Да. Велам излегол, и јас прочитав и направил инцидент, знаете ли дека им се обратил на Памук и на Ерофеев, знаете ли дека добивате награда од диктаторска влада. Не беше дозволено никакво политичко прашање, односно прашање врзано со Тоа на политика. вчерашната пресконференција. На пресконференцијата. Вчера беше Симпатично, шармантно просто. Да, вчера беше замолчуван Саше. Замолчан Саша Политико и отстранет и воопшто не се заинтересира двајцата писатели што сушност се случува, зашто станува збор таму. Беа Венко Андоновски, Ферит Мухич. Зошто имате ли објаснување зошто не се дозволуваат политички прашања од страна на покровителите, организаторите и зошто се согласуваат на тоа двајцата писатели? Великани во книжевноста. Претпоставувам дека во претходните договори, бидејќи тие знаеле каде доаѓаат, инсистирале на некои услови, Кои? на некои околности, гостите, почитувани гости. Значи, в смисол да не бидат заплеткани во нашите локални работи, нели, бидејќи за нив слободата очигледно е прилично локална работа. Не може да зборува за слободата во Турција, може би за слободата во Русија, ама слободата во Македонија е небитна категорија. Според нив испаѓа така. Тие вчера не реагираа на инсистирањето на водителот на пресконференцијата на тоа дека не се дозволени прашања, политички прашања. Јас не видов од нивна страна реакција, иако целиот нивно говорење беше политичко говорење. Апсолутно. Едниот говореше за гробиштата, спомениците, за спомениците, другиот говореше за тоа колку е тешко, лесно, вака, така, онака во Турција и никому ништо. Предпоставам дека ќе збореа да беше пролет, колку зубави котичињата во Македонија. Знаете, целото тоа друштво таму очигледно е застапник на една теза дека уметноста, каква и да е, што знам, не смее да се валка со нешто што се нарекува дневна политика. Нема дневна политика, вечерна или утрешна. Не, така ја нарекуваат, така ја дефинираат секогаш. Не, ти не се неуки луѓе, туку тие смислуваат изрази. Знаете, тој такви типови се најдобро дефинирани од страна на Адорно. Тој тоа го нарекува мимикријата на големите умови, ја нарекува како жаргон на автентичноста. Ем се автентичности, а всушност се кријат, се мимикрија создаваат. И нашиве автентичари, такви како што се вика, знаете, ние сме писатели, ние сме професори, ние сме, не знам, музичари или конјаци. Да, ние сме големи луѓе, нели, членови сме на МАНУ, уважени професори, и немојте да не мешате во такви работи со таа политиката. Знаете, таа сатанизација на политиката, поготово ако доаѓа од луѓе кои што не може за себе да кажат дека не знаат. Може да не знае чуваров на паркингот. Но луѓе кои што се накитиле со онолкави титули, со онолку признанија, ако речат дека не знаат што зборуваат и не знаат што прават, тогаш лажат. Знаете, писателот не е оне што чука на машина или држи перо в рака, не е само тоа. Не е писар. Не е писар, сигурно. Да. Као што ни сликарот не е тој само што држи четкичка. Имаме во историјата, па и во нашата историја дори примери кога тој има и други обврски, освен тоа што треба да пополни 50, 100, 200, 5000 страници. Или да одржи велелепен говор за стилот, за атмосферата, за структурата на текстовите на, еве да речеме, на Орхан Памук или Ерофеев или на било што. Но кога станува збор за атмосферата и амбиентот политички, тогаш... Тоа може да се случува и во концлогор, тоа нема да му смета него очигледно. Тоа е, знаете, цинизмот на диктатурата оди до таму што, нели, во концлогорите правеле оркестри од логорашите, составувале оркестри за Божик, за не знам кај, или перманентно вежбале тие. И тие подолго живееле, неколку месеци од тие кои што веднаш биле угусени во гасна комора. Во јуни, на почетокот на јуни, Памук се придружи на демонстрантите на Таксим. Не веднаш.
Не, датата е 6 јуни, дека им се придружил тогаш, и односно и подоцна напиша текст во Нью Йоркер, дека живее 60 на години во Истанбул, дека е важен, важен не само паркот беше символ всушност на слободата. И многу брзо подоцна македонскиот председател Иванов каже дека неговото срце му припаѓа, односно е заедно со срцето на мора не само Ердоган. неговото, на сите. Да. Па сега тој, како да ви кажам сега, Не знаеше ли Памук за сите овие политички говори, ставови, мислење? Видете, Не е злато. за тоа кому му го подарувал срцето нашиот велеучен и велеуважен председател, не верувам дека знаел Памук, дека до такви, не верувам дека хумористички рубрики имал време да прочита. Тоа е така една хуморна изјава на која што претпоставам дека и во семејството му се смеат. Но дали Орхан Памук во времето на случувањата во Ѓези, прво тој беше прозван да се јави. И то не треба да го заборавиме за љубов на вистината. Беше прозван и тој прво имаше една Твитер порака, па потоа нели разменуваше пораки и добро, јас не очекувам и не барам од него да излегува и да се тепа со полицијата на Таксим. Како што не очекуваме и од овие нашиве многу учени луѓе да излезат, да ги поддржат, например, новинарите кога сакаат да протестираат пред оној музеј на робство. Да, тој ќе биде музеј на робството ако воопшто преживее покрај Вардар тамо, напливот на реката Вардар, но се едно. Значи, не ги видов тие луѓе на места каде што 200, 300, 400 новинари излегоа да протестираат. Знаете, зошто да се помалку важни 400 новинари од 3 или 5 или 10 членови на Друштвото на писатели на Македонија? Да. Не гледам никаква разлика меѓу нив во важноста за воено општество. И двете функции, и двете професии или функции имат огромни задачи, особено во општества каде какво што е нашето. Да. Не е злато се што сјае. Тоа е насловот на Златко Тојдосиевски, текстот на неговиот блог, и тој вели каде одите светот по ѓаболите, оној дисидентскиот и интелектуалниот. После се. За жал, работата се сведе на неколку брилјантни, се разбира, интелектуалци кои што успеваат некако да го пробијат нивниот глас, до малкумина допира, за жал, заради целата ова стеснетост на просторот, на медиумите, на портали, на не знам што. Златко Теодосиевски има совршени диагнози денеска текстот, тој кај вас ја објавен, ми се чини. Да, го читав тој наутро. Се човек кој станува рано, чита се, нели? Токму јас го препорачувам искрено, ако е дозволено сега, се разбира да бев во друго студио, немаше заради конфликт на интереси, но од кај вас го препорачувам да го видат читателите, гледачите, да го погледнат текстот, таму пишува се. Од тоа какви вратоломии се подготвени да прават наши луѓе, што се режимот прави за да се легитимира. Знаете што, тажно е што дојде вакво време. Знаете ли зашто е тажно? Заради тоа што ни е овозможи, за жал, да ги видиме некои луѓе или многу луѓе во поинакво светло. Вистинското? Па не знам дали е тоа нивното вистинско, но тоа што им излезе од нив, како подготвеност за компромиси, подготвеност да наведнат врат, да свиткат рбет, да се компромитираат на различни начини, а при тоа гласно да изговараат оправдувања за тоа што го прават, е тажно. Знаете, тажно е како кога ќе видиш паднат човек. Тоа се според мене паднати луѓе, но што да правиме сега? Би им пружил рака, се разбира, но би ги прашал што мислеа пред да паднат. Благодарам што бевте гост.